Почитувани, добар ден! Гледате вести на Канал 8. Втор ден уписи на Универзитетот Гоце Делчев Штип за новата студиска програма Индустријско инженерство на Машинскиот факултет. Во првите 2 дена има околу 15 заинтересирани кандидати. Од Универзитетот се надеваат дека и годинава на овој факултет ќе се постигне ланската бројка од околу 50 ново запишани. Над 701 студенти во првите 2 дена доставиле апликации за упис на 12 факултети и 3 академии на Универзитетот Гоце Делчев во Штип за академската 2017-2018 година. На Машинскиот факултет во Виница на новата студиска програма Индустријско инженерство досега има пријавено 15 кандидати, истакнуваат од универзитетот. Тоа е студиска програма која што на некој начин е развиена, она што беше порано транспорт и врски, сега е приначена во индустријско инженерство и тоа е на студиска програма која што согласно новите акредитации кои што беа доставени во одборот за акредитација се одобрени од оваа година универзитетот ќе стартува. На Машинскиот факултет во првиот ден имаме околу 15 заинтересирани кандидати, веројатно таму како минатата година до бројка од 40 до 50 кандидати на технички факултет е пристојна бројка за тие факултети. Согласно конкурсот на економскиот во Кочани, годинава не е планирано да се запишат нови студенти, од причина што новите студиски програми планирани за годинава ќе се изучуваат во Штип, а не во Кочани, додека на Машинскиот во Виница се предвидени 100 слободни места за упис. Во првите 2 дена најголем интерес има на Факултетот за медицински науки, каде што над 200 кандидати со постигнатиот успех од средното образование се борат да влезат во државната квота. Борбата за влегување во државната квота е најголема на Факултетот за медицински науки и тука конкуренцијата некако е најсилна. Некаде првиот и вториот повеќе од 700 кандидати, и тоа е согласно она што беше минатата година и пред 2 години, така да очекуваме првиот уписен рок некаде да биде помеѓу 1500 и 1700, со вториот и со третиот уписен рок некаде да стигнеме до 2300-2500 кандидати. Голем интерес за студирање на Штипскиот универзитет има и од странски студенти. Процедурата е таква, ги поднесуваат документите во Министерството за образование. Во контакт сме со десетици кандидати од Турција, од Србија, од Бугарија. Има македонци со завршено средно образование во Словенија, кои што исто така се заинтересирани за Универзитетот Гоце Делчев, но таа процедура е дополнителна и се надеваме дека сите тие ќе влезат во првиот уписен рок. Уписите на идните студенти во прва година на Универзитетот Гоце Делчев продолжуваат до петок. Резултатите ќе бидат објавени на 23 август. Од универзитетот истакнуваат дека слободни места има на сите факултети. Само државната квота е помината и борбата со успехот од средно е најголема на Факултетот за медицински науки заради специфичноста на таа професија и атрактивноста на факултетот. На сите други факултети има слободни места, така што идните студенти можат се уште да ги поднесуваат своите документи за упис, додава Барбареев. Граѓаните од Виничко и Кочанско, кои живеат и работат во Италија, ја поддржуваат иницијативата на италијанскиот агросиндикат за отварање канцеларија во Македонија. Велат дека така ќе им се олесни административната процедура на лицата кои сезонски одат во оваа земја и работат земјоделие. Синдикатот за земјоделство во Италија е заинтересиран да отвори канцеларија во Македонија, за да им овозможи на работниците кои доаѓаат одовде полесно да ги остваруваат своите работнички права. Според неодамнешните најави, италијанскиот агросиндикат, кој има повеќе од 200.000 членови, од кои над 1000 се македонци, планира канцеларијата да работи во источниот регион, со оглед што најбројното членство му е токму од Кочанскиот, Виничкиот, Малишевскиот и Пијанечкиот дел. Со отворањето на канцеларијата, нашите работници ќе можат полесно да ги обезбедат потребните документи, бидејќи токму во периодот за дневно поднесување од јануари до март во тековната година, граѓаните се принудени да одат во Италија и да поднесат апликација. Представништвото на земјоделскиот синдикат треба да им го олесни целиот процес, односно ќе нема потреба да се патува надвор од Македонија пред да се добијат потребните работни и други дозволи. На средбата на иселениците од регионот, што викендов се одржа кај Виничкото село Драгобраште, од македонското здружение Понта ди Петра, кое 5 години работи во Италија, рекоа дека даваат целосна поддршка на иницијативата за отворање на канцеларијата на италијанскиот агросиндикат кај нас. Голем број од македонците таму се
работат земјоделство, тие имаат потреба овде, бидејќи имаме сезонски работници, голем е бројот на сезонските работници, така што наместо да доаѓаат сезонските работници да вршат некои практики административни во Италија, ќе може да ги извршат овде. Според Захариева, само во областа Пиемонте во Италија има над 10.000 македонски граѓани, од кои поголем дел над 15 па и повеќе години имаат работен престој и се ангажирани најголем дел во земјоделството и градежништвото. Од италијанскиот земјоделски синдикат е добиено ветување дека освен за остварување на работничките права, нивните членови, без разлика од која земја доаѓаат, ќе им обезбедат и секаков друг вид помош, од потреба за обновување документи, за добивање извод и документација за новороденчиња, па до обезбедување медицинска грижа при повреда или болест на нивните членови. Близу 700.000 денари планира да потроши општина Кочани за набавка на работна облека за вработените во противпожарната единица. Веќе е објавен јавниот повик за тендерската набавка за оваа намена, а се очекува неговата реализација да заврши во рок од 2 месеци. Кочанските пожарникари ќе добијат нова работна униформа и заштитни ракавици. Локалната самоуправа го објави јавниот повик за тендерската постапка, со која бара фирми што ќе обезбедат соодветна облека, односно јакни и панталони, како и заштитни ракавици, што ќе одговараат на техничката спецификација според законските одредби во оваа област. Тоа значи дека облеката и ракавиците треба да ги задоволуваат потребните стандарди за заштита на лицата при извршување на нивните задачи. При тоа, треба да обезбедат висока топлинска издржливост, да можат да поднесат високо ниво на абразија, како и да овозможат целосна отпорност на вода и други течности. За да се постигне поголема конкурентност, од општината се одлучиле набавката да не биде делива, односно не можат да се јават посебни добавувачи за одделни делови од бараната униформа и ракавиците. За набавка на 20 комплети работни јакни и панталони со 5 различни димензии и исто толку пара заштитни ракавици, за кочанските пожарникари, локалната самоуправа планира да потроши близу 700.000 денари. Веќе тече огласот за прибирање понуди од заинтересираните фирми, што трае до 11 септември. Доколку се помине во ред и на тендерот се пријават доволно понудувачи кои ќе ги исполнат бараните услови во спецификацијата, се очекува во рок од 2 месеци да биде извршена набавката. Со тоа ќе се реши потребата од соодветна заштитна облека и ракавици за кочанските пожарникари, со оглед што последната набавка беше направена пред околу 2,5 години, а во меѓувреме тие имаа голем број интервенции, поради што дел од работната униформа беше оштетена. И кочанското село Грдовци ќе добие свој урбанистички план. По изработеното предлог решение в среда во просториите на местната заедница на ова населено место следува јавна презентација и анкета за планот за кој жителите ќе можат да дадат и своји забелешки. Привршува постапката за донесување урбанистички план за селото Грдовци, што започна кон крајот на минатата година. Предлог планскиот документ е веќе изготвен, зашто од буџетот на општината Кочани за урбанистичко-планска документација за ова и за други населени места беа издвоени 2 милиони денари. В среда, 16 август, со почеток од 11 часот, ќе се одржи јавна презентација и анкета во врска со урбанистичкиот план на селото. Презентацијата ќе се реализира во просториите на местната заедница, односно во ресторанот кај Зајакот во Грдовци. Тоа ќе биде можност и да се спроведе јавна анкета со сегашни или поранешни жители на ова населено место, при што е предвидено таа да трае до 31 август. Во тој рок, заинтересираните физички и правни лица од подрачјето што е опфатено со планот, можат да достават забелешки и предлози на анкетни листови во писмена форма, а истите можат да ги подигнат во архивата во зградата на општина Кочани, во местната заедница во село Грдовци, како и од веб страницата на општината. Во прилог на анкетните листови, заинтересираните треба да достават и копија од катастарскиот план и имотен лист за парцелата за која се однесува забелешката. На местата каде што можат да се подигнат анкетните листови, ќе биде изложен и графичкиот приказ од предлог урбанистичкиот план за Грдовци. Деталниот урбанистички план го изработи Институтот за урбанизам, сообраќај и екологија ИНПУМА од Скопје, кој според проектната програма што требаше да ја следи, една од главните цели беше создавање на поквалитетни услови за живот на жителите, како и услови за побрз развој на селото.
Со тоа треба да се овозможи и создавање законски услови за изградба на стамбени деловни објекти во селото, како и намален број на дивоградби. Дополнително, треба да се обезбеди зачувување на животната средина, со што ќе се уреди намената и начинот на користење на просторот. Директни корисници на резултатите од овој проект се околу 1000 жители на Градовци, кои имаат потреба од поквалитетни услови за живот, но и иселените лица, претежно во Кочани, кои овде се уште поседуваат своји имоти. Површината на планскиот опфат изнесува околу 42 хектари, а границата на опфатот ги представува парцелите во кои веќе се изградени објекти, односно таа се движи по границата на катастарските парцели и постојните полски патишта. Со урбанистичкиот план е определена и намената на земјиштето и градбите, како и соодветно решение на примарната и секундарната сообраќајна мрежа и на целата комунална и телекомуникацијска инфраструктура. Полицијата со предавања ги заштитува пензионерите и ги превенира кражбите. Во салата на Сдруженијето на пензионери, представници од полицијата одржаа предавања на тема превенција од кражби. Кражбите, посебно во летниот период, се почеста појава. Посебно жртва на кражби се постарите лица. Полициската станица Кочани во соработка со Министерството за внатрешни работи и Сдруженијето на пензионери на Кочани реализираа предавање на две актуелни теми во врска со кражбите, со цел да ги заштити граѓаните. Во салата на Сдруженијето на пензионерите, полицијата најпрво одржа предавање на тема превенција од кражби. На предавањето беа представени искуствата од досегашната работа и превенцијата на полициската станица Кочани за сузбивање и намалување на кражбите, посебно кај постарите лица. Второто предавање беше од областа на безбедноста во сообраќајот, за безбедното учество на пензионерите во сообраќајот како пешаци, велосипедисти или управувачи на моторни возила. И двете предавања предизвикаа голем интерес кај присутните пензионери, а со ваквите предавања во многу ќе се придонесе за едукацијата и заштитата на пензионерите и нивните семејства од кражби и несреќи во областа на безбедноста во сообраќајот. Спортски четворомеч на пензионери од 4 здруженија ќе се одржи на Пониква на 18 август. Истиот представува генерален тренинг на најуспешните спортисти од 4 здруженија на пензионери и добра подготовка за 22-та пензионерска олимпијада, што ќе се одржи на 2 септември, а домакин ќе биде Кочани. Петок на 18 август Сдруженијето на пензионери од Кочани ќе биде домакин на првата средба на пензионери и спортисти од 4 пензионерски здруженија. На средбата е најавено учеството на пензионерите од 4 градови – Кавадарци, Команово, Прилеп и Кочани. Овој спортски четворомеч е генерален тренинг на најуспешните спортисти од овие 4 града, кои ќе учествуваат на пензионерската олимпијада, што на 2 септември ќе се одржи во Кочани. Имаше до сега на едно 5-6 години уразат двомеч меѓу нас и Кавадарци како здруженија на спортски план. Исто така Прилепи како побратимени со Куманово. По иницијатива на Прилепи Куманово сака да се организира еден турнир, четворомеч. И предложија Кочани како и ние сме изненадени како добри домакини сака да почнете од Кочани. И веќе у Кочани што се почне, продолжи се, на друго место се прекине. И ние прифативме и тоа ќе биде една проба, едно преиспитување на екипите што се квалификуваа на републичкото првенство, да на 18 на Пониква се одржа еден јак турнир и тие екипи да што поприпремање на сапат на 2 септември у Кочани на републичкото првенство. Учесниците на четворомечот на Пониква за учество на 22-та пензионерска олимпијада си обезбедија учество на регионалните спортски надпревари, кои што се одржаа во 8 региони во државата. Следува информацијата од спортот. Пред почетокот на првенството во втората фудбалска лига Исток, фудбалерите на Осогово ќе го имаат првиот испит. В среда во Кочани, во рамки на првото коло од надпреварите за Купот на Македонија, нашата екипа ќе му биде домакин на стариот ривал Брегалница од Штип. Подготвеноста на фудбалерите на второлигашот Осогово ќе биде ставена на посериозна проверка пред почетокот на првенството.
Шанса за тоа е надпреварот од 16 финалето на Купот на Македонија, за кој ждрепката сакаше да се одигра во Кочани. Како што е веќе познато, жолто-сините на стадионот Никола Мантов ќе ја дочекаат Штипска Брегалница, која им е стар ривал. Нашите фудбалери ќе имаат тешка задача да ја прескокнат оваа прва пречка, без разлика што се очекува штипјани да бидат демотивирани и играчки ослабени, откако во минатото првенство испаднаа од прволигашкото друштво. Од стручниот штаб на Осогово велат дека се подготвени за средбата со гостите од Штип, а во меѓувреме нашата екипа е и играчки засилена. Деновиве била привршена постапката за регистрација на фудбалерот Манев, кој доаѓа токму од Брегалница Штип, потоа на Атанасовски од Рудар Пробиштип и на поранешниот првотимец на Осогово Владко Коцев, кој до неодамна настапуваше за Вардар од Неготино. Оваа официјална средба меѓу двете екипи се игра после 13 години, при што на последниот првенствен надпревар, одигран меѓу нив во сезоната 2003-2004, домакините ги совладаа штипјани со 4:0. Постарите генерации се сеќаваат на дуелите меѓу Штипска Брегалница и Осогово, кога пред 20 и повеќе години имаше полни стадиони, неизвестност и бурно навивање од страна на двете навивачки групи. Според најавите, навивачката група Сејмени и за овој надпревар подготвува спектакл, а нивниот собир е закажан за во 16 часот во паркот во Кочани. Средбата со Брегалница Осогово ќе ја игра в среда на 16 август со почеток од 17 часот. Со информацијата за времето го завршуваме денешното издание на вестите. Ви благодариме за вниманието. Довидување.